Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Петар Богојевски, национален лидер на политичката партија Македонски концепт, дел од коалицијата Твоја Македонија. Со господинот Богојевски ќе зборуваме за најактуелните теми, како и на теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Богојевски ќе зборуваме за инцидентот на Скопскиот аеродром и за евентуалната политичка одговорност на собранискиот спикер Африм Гаши, а ќе зборуваме и за спроведениот вонреден инспекцијски надзор од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство и нивните наоди. Ќе зборуваме за поднесената интерпелација на собранискиот спикер Африм Гаши од страна на Левица и за тоа дали и зошто е предвреме поднесена. Ќе зборуваме и за средбата на премиерот Христијан Мицкоски со неговиот косовски колега Албин Курти. Ќе зборуваме за планот на ДУИ за дестабилизација на Македонија и на македонската влада. Ќе зборуваме и за отворените постапки од страна на обвинителството поврзани со случаите од епскиот криминал. Ќе зборуваме за барањата на ДУИ за ветинг под надзор на меѓународни експерти, а ќе зборуваме и за драфт верзијата наречена Нацрт платформа за легитимитет, изработена од Пол Вилијам. Со господинот Богојевски ќе зборуваме и за барањата на коалицијата Вреди, основното јавно обвинителство по допрен глас да истражи дали кадрите на ДУИ правеле државен криминал во државната лотарија. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 минути ќе зборуваме со нашиот гостин господинот Петар Богојевски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надевам дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Богојевски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Благодарам на покана, јас ве слушам одлично. Дали вие ме слушате мене? Ве слушаме со многу закаснување. Со закаснување. Важно е да слушателите да слушаат. Веројатно интернетот, конекциите не се во ред. Добро ви утро и од мене, господине Богојевски. Ви благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува огромно задоволство што сте повторно заедно со нас. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите и само да ве известиме доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа слободно да го направите. Ме расположивте многу со песната од Гоце за Македонската црква, така да мислам дека ќе имаме прекрасна емисија. Благодарам за песната. Една од централните теми на почетокот на ова недела беше случајот со косовската председателка Вјоса Османи и инцидентот на Скопскиот аеродром. Можно ли е овој инцидент да се смета како почетничка грешка на спикерот Африм Гаши или сепак ќе треба да се преземаат и други действија за да се разјаснат надлежностите? Постои ли во овој случај политичка одговорност и дали ќе има за собранискиот спикер Африм Гаши, особено по изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека додека е тој премиер, законите ќе важат за сите подеднакво и дали доколку се иницира политичка одговорност, тоа ќе ги наруши односите на владината коалиција или пак овој случај ќе биде многу добра лекција како не треба да се постапува за да не се случуваат вакви банални и непотребни инциденти со кои се нарушува имиџот на владата, на собранието, а со тоа и на државата? Сакам да ви посочам дека ние македонците, етничките македонци, имаме своја агенда, своја кауза, која не секоја се совпаѓа со на етничките албанци. Во таа смисла, мислам дека за нас македонците е многу поважно на Скопскиот аеродром да имаме секој ден илјадници македонски деца од нашата диаспора, кои доаѓаат да ја посетат дедовината, татковината,
да се сретнат со автохтоната македонска култура и она што е оставштина од нивните стари во Македонија, за да се вратат во своите домови насекаде низ светот каузализирани или запознаени со македонската кауза, отколку тоа дали косоварката Вљоса знае да помине на граничен премин или не знае да помине на граничен премин. Прво, кога зборуваме за Вљоса, станува збор за проблематична личност која нема проблем само со македонскиот аеродром, има проблеми на сите аеродроми низ светот. На македонскиот аеродром веќе по 4-ти пат. Зошто? Бидејќи според моите информации господјата користи недозволиви средства. И ако е тоа точно, зашто јас немам потврда, тоаш на некој начин ја имам информацијата зошто таа има такво поведение. Покрај незиното, нели, косоварско потекло, кое е познато на секаде низ светот по нивното поведение. Она кое е клучно, не е дали Вљоса знае да премине на граничен премин или не. Клучно е она што го работи Дуи. Дуи се обидува да ја киднапира јавноста, како сите терористи на светот, да ја киднапира јавноста во Македонија и да го сврти вниманието на јавноста од клучните проблеми со кои се соочуваме, да ги смени нашите приоритети на коалицијата Твоја Македонија и да ни наметни нивни косоварски приоритети, кои не се наши и не смееме да ги прифатиме и не смееме да ги напуштиме нашите обврски кон граѓаните. Ние на последните избори земавме огромни обврски кон граѓаните и тие не можеме да ги заборавиме. И ние треба да се фокусираме на она што ни дадоа како задача, како доверба македонските граѓани да го спроведеме. Дуи само иницира низ за проблеми, дали било за ветинг, дали било за Вљоса, дали било за МОСА, небитно, и тие проблеми ги пласира со цел да се спаси од нужните процеси кои доаѓаат. Тие имаат проблем со два процеси. Првиот процес е што Европската Унија бара да се поништи незаконската, неуставната амнестија на УЧК од 2001 година и нивните лидери да бидат испорачани пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг. Второ, ние бараме македонските граѓани по секоја цена да дојде владење на правото во земјава и да се процесуираат сите криминални случаеви од сите власти, без никакво амнестирање на никого, но да започнеме од 2014 на назад. А не како што сака Дуи од 90-та навака. За немаме време да стигнеме до нив, нели? Нека започнеме обратно. Значи, Дуи ќе си ја добие својата заслужена правда. Без разлика од инциденти ја прави. Така да, треба да знаат сите граѓани во Македонија и на широк светот, дека во овој момент македонската јавност е заложник на продуцирани афери или продуцирани скандали од Дуи со цел да се дефокусираме од нашите приоритети. И тука за жал, за голема жал, овие одвреди кои направија коалиција со нашата коалиција, со Твоја Македонија, многу лесно се лизгаат, паѓаат на провокациите на Дуи и наместо да понудат нешто ново, вредносно ново, а тука им стоиме на располагање да им помогнеме да ја надминат ситуацијата и да се издигнат над состојбата, они упорно се докажуваат со Али Ахмети и со Дуи кои се поголеми учкари, кои се поголеми учки едни или други. И тука мислам дека вреди ја изгуби својата вредност и ја губи секој дневно. Дополнително на нас ни продуцира проблеми. И во јавноста и интерно во кулуарите, бидејќи однесувањето на председателот на собранието Гаши е неприфатливо.
он нема никакви уставни законски ингеренции да испраќа пајташи од неговото обезбедување на аеродроми или било каде во земјава. Неговите пајташи може само да го обезбедуваат во канцеларија, рутата кај што се движи дома кај него. А друга работа, он не му е прв скандал. Он се однесува надвор од законот за јазици, кој и онака е оспорен од Европската Унија и ЕУ бара да биде поништен тој закон за јазици. Гаши се однесува и надвор од секуларниот карактер на Македонската република. Он започна со молитви и со џамахири внатре во македонскиот парламент. Значи, он полека добива имидж во јавноста на скандал мајстор. Ајде, може ли ова тема да оставиме покасно кога ќе зборуваме за интерпелација? Само да завршам реченица. И како таков, он веќе треба да размислува сериозно. Повелете. Дали мисли да го води македонскиот парламент кон понатамошен процес на демократизација и градење на функционален систем на Македонската република, или планира да работи на вакво ниско ниво, на ниски страсти, кои секако немаат поддршка кај нас. Господине Богоевски, дали му верувате на спикерот Африм Гаши дека го пратил неговото обезбедување да ја смири ситуацијата како што изјави самиот тој, но тие направиле нешто друго, ја одиграли улогата на шерифи, надминувајќи ги нивните надлежности и службената положба, за кое нешто од страна на МВР покрена и кривична пријава и одстранување од работа на началникот кој е дел од обезбедувањето на Гаши. Јас колку што знам, кривичниот прогон е спроведен за обезбедувањето на Гаши, а не за вработените на аеродромот. Бидејќи истрагата покажа дека вработените на аеродромот си се однесувале комплетно по рамки на нивните овластувања, а тоа што Вјоса сака да се однесува како шериф по светскиве аеродроми, вклучувајќи го и македонскиот, тоа е друга работа. Но вработените на аеродромот си постапувале најнормално. Имаш информации дека дуи правеле некои провокации на аеродромот, но тоа сето е, пак ќе ви кажам, дел од желбата на опозицијата, која за жал во Македонија предводи Дуи, и има само таму некои СДС измеќари, тоа од комуната, измеќарите на Дуи, кои молат Бога, нели, Дуи да биде посилен да се врати на власт, бидејќи комуната сериозно страда од стокхолмски синдром. И тука не знам како да им помогнеме, освен да ги превоспитаме, но како и да е, да не навлегуваме во детали на истрага која однапред е јасна. Прекршени се протоколите од страна на Вјоса, прекршени се или како сега што е Африм Гаши, апсолутно излегува надвор на неговите било какви овластувања, со било какво помислување да испрати пајташи било каде во земјава, не на аеродром, било каде, на улица не сме да ги испрати пајташите. Така да, сериозно разгледуваме опцијата во македонски концепт да отпочнеме простапка за отварање на кривична постапка пред ОЈО за председателот на собранието Африм Гаши. Така, дали досегашните преземени чекори покажуваат дека институциите веќе сериозно започнаа да се бркаат својата функција, а власта неказнивоста ја заменува со почитување на законот и повеќе нема да може да се однесуваат како онаа познатата на Али Ахмети како досега? Тоа само ние тоа и го поздравивме во јавноста во Македонија. Самата постапка против вработените во МВР, особено против шефот на обезбедувањето на Гаши, покажува дека умре тоа како до сега. Нема веќе како до сега. И има да се утврди одговорност за секого, вклучително и Гаши. Прво Гаши проба да се извади од таа ситуација и на некој начин беше добро он да се повлече од јавноста и да
остави простор институциите да завршат својата работа, па и да се извини за стореното пред јавноста. Меѓутоа, имаше вчера, ми се чини или некни, една скандалозна пресконференција на колегите од Вреди, на која они потврдија дека токму Гаши е тој кој испратил пајташи на аеродромот, дури со една вулгарност, дека вториот човек во државата имал право тоа да го прави. Тоа има право да го прави може во Албанија и во Косово. Во Македонија не, во нормална европска држава не. Такво нешто не постои. Такви права не постојат. И Гаши мора сноси одговорност за истото. Господине Богоевски, Агенцијата за цивилно воздухопловство по спроведувањето на вонредниот инспекцијски надзор не пронашла никакви пропусти кај аеродромските служби во случајот со косовската председателка Вјоса Османи. Од колкава важност е да се испита однесувањето на косовската председателка и незиното обезбедување, за да се утврди дали ги прекршиле дипломатските критериуми и процедури, а истовремено да се утврди дали вработените на аеродромот постапувале по сите прописи и овластувања, особено по информацијата, како што и рековме, таа вакви скандали имала и претходно. Јас веќе одговорив на тоа прашање. Нема што Македонија да испитува поведението на Вјоса. Вјоса е Вјоса. Македонија си ја заврши својата истрага во рамки на аеродромските служби, тоа е завршено веќе. Апсолутно постапиле согласно овластувања и она што им е работа на луѓето. Така да неспорно е дека Вјоса, поради за неја познати причини, ги нарушува безбедносните протоколи не само на македонскиот, ќе повторам, и на свет и на други аеродроми низ светот. И тоа си е проблем за косоварите, што бираат такви преседатели. А што друго може да дојде од Косово, нели? На сето тоа дивно поведение. За Вјоса кажавме све. Значи, важно е да се испита однесувањето на косовската председателка. Так. Како ќе го прокоментирате чекорот на Левица за поднесената интерпелација на собранискиот спикер Африн Гаши и тоа по неколку основи? Дали ваквото нивно барање е сериозно, особено кога се знае дека немаат доволен број на гласови, дури сите опозициони партии да застанат за нивното поднесување? Или тоа е само пиар алатка за собирање на политички поени? Зошто се брзаат од Левица кога се уште судските органи немаат лоцирано вина кај Африн Гаши, а МВР по лоцирањето на одговорноста веќе ги презете сите потребни действија за шефот на обезбедувањето на Гаши, како и за другите двајца кои беа со него? И како ќе ја прокоментирате изјавата на Апасиев дека Левица дава бланко подршка на ДПМН, одбивајќи како секогаш да го каже целото име на партијата на ВМРО ДПМН? Во текот на изборната кампања, јас доставив докази пред македонската јавност за криминалните финансиски конекции на Левица со ДУИ. И како тоа Левица, директорите од Левица, сите тендери ги дале на фирми од ДУИ. Но не најпознатите криминални фирми од ДУИ. И тие докази генерално македонската јавност ги виде. А за жал мнозина се направија глуви и слепи. Не знам како може еден човек кој е одговорен за татковината и општо кон своите деца, кога гледа во јавноста изнесени докази, оригинална документација, на која се докажува дека Левица е де факто измеќарка на ДУИ и де јуре. Тоа јавноста да, или некој гајани да го игнорираат. Тоа мене не ми е јасно. Во суштина станува збор за нарачка од ДУИ. Со цел ДУИ да предизвика дополнителна ескалација на Вјоса предметот. ДУИ активираше неколку центри измеќарски на СДС измеќарите и
Тоа се едни ваши колеги од Инфомакс, тоа е МВ Роџа и Левица, тоа се дополнителни други инсталации низ земјата, кои си ги заработуваат задачите дадени од ДУИ, да направат дополнителна ескалација со цел да спречат правдата да се докаже, а они да направат политички проблем во земјата. Целта на продуцирање на политичка криза во овие моменти во Македонија им одговара само на криминалците и на мафијата, бидејќи нашата коалиција се подготвува за сериозни проекти, меѓу кои е и проектот за владење на правото. Ако ние воспоставиме правна држава, тоа ќе нема место на политичката сцена за политичари како раководството на ДУИ и нивните СДС измеќари, па ниту на тие измеќарите од Левица. И таа приказна дека Левица дава било каква бланко поддршка на носителската партија во нашата коалиција е смешна, бидејќи Левица е од мене прво, после и од Мицковски на митингот во Охрид, беше месеци и месеци повикувана да се тргне од рацете на ДУИ и да се приклучи на Македонскиот фронт, да се приклучи на обединетата македонска опозиција, да се приклучи во битката на правдина, од страната на правдината, против неправдите. Димитар Апасиев беше активист на ВМРО ДПМН, кога јас на времето бев УМС, 90-тите години. После тоа замина во ВМРО Народна кај Љупчо Ѓорѓиевски. Пред тоа во Ленка, кај беше? После тоа замина во Социјалистичка партија кај Дзинго, па бараше вработување. Откако не успеа Гордана Силјановска Давкова и оваа, како се викаше, Ванковска професорката, да го вработат на Скопскиот универзитет, и он призна јавно за ова, значи не зборувам на памет, ова су го доживеал живо. Јас Димче го знаам од времето во УМС. После тоа Димче го молеше Груевски да го вработи во универзитетот во Штип, кај што сега работи како професор наводен. После тоа Димче стана шарен револуционер и главен измеќар на Зајко. Па беше главен учесник во шарената револуција, па влезе во СЈО како асистент на Катица Јанева, токму за предметот Империја, кај што се случи најголемиот скандал и каде што падна СЈО ради таа империја. После Димче наеднаш стана прв соработник на ДУИ во локалните органи каде што он доби советници. И во моментов единствен партнер на ДУИ во град Скопје се градоначалничката Даниела Арсовска и верните слуги од Левица, кои имаат директорски места по град Скопје. Така да граѓаните треба да знаат позадината на Димче и на Левица. Целото нивно поведение и нивниот херојски чин за детронизирање на Африм Чегаши, кој малце е битен во овој момент во нашите македонски приоритети, лежи токму таму, лежи во конекциите, финансиските конекции помеѓу МВ Роџа, Левица и ДУИ и Али Ахмети. Како гледате на тоа што СДСМ побара да се смени собранискиот спикер Африм Гаши наместо негова интерпелација? СДСМ мислам да не трошиме драгоцени минути во вашиот канал, што ќе ги коментираме нив, тоа се едни докажани измеќари на албанскиот етнички шовинизам и на исламскиот верски радикализам. Тие се неолиберални измеќари за кои мислам дека е време да бидат забранети со закон за заштита на државноста на земјава, да не функционираат како политичка партија веќе во Македонија, бидејќи нивното поведение, осем национални предавства и криминализација на земјава и предавање на земјата во рацете на косоварите, они друго и онака не направиле.
Рековте да не губиме време, меѓутоа ако не зборуваме, луѓето кои што ќе слушнат нешто кој ќе кажат од СДСМ ќе мислат дека е така. Вака се разобличуваат. Па видете, кај најде уста, така викаат нашиве стари. Моите стари вика, кај најде уста, тие да зборуваат. Како можат измечарите на Таљо Џафери, која уништи македонската демократија во македонскиот парламент, да зборуваат сега за Африм Чегаши и за било какви разрешувања. Не е срамота. Тоа е исто како како да ви споредам, како бугарите да зборуваат за демократија во Македонија. Нели тоа е иронично, нели е срамно? Кога они немаат основни принципи на демократија во Бугарија. Ето тоа исто со СДСМ. Како може СДСМ да зборуваат за Косово, косовски измеќари, за парламент, за Африм или за било што? Кога овој народ едногласно скоро ги симна од позицијата на власт, токму ради тоа што беа најголемите измеќари, косовски измеќари, досега воопшто појавени во историјата на Македонија. Дури мислам дека и комунистите на Јосиф Броз Тито, кога ги населуваа албанците бегалци од Енвер Оџа од Албанија во Југославија, меѓу кои огромен дел и во Македонија, но најмногу во Косово, не беа толкави измеќари на нивното тоа интернационално левичарско лудило, колку што најголемите измеќари во македонската историја се покажаа последниве уназад 7-8 години. На почетокот на неделава се сретна премиерите на Македонија и на Косово. Како ќе ја опишете таа средба и кои клучни пораки се испратија од страна на 20 премиери Христијан Мицкоски и Албин Курти за време на заедничката пресконференција, особено ако се земе во предвид составот на делегациите од двете страни? Таа средба, особено пресконференцијата и реакциите после пресконференцијата, е најдобар доказ дека во Македонија веќе не е како до сега. Курти дојде затрчан, залетан, навикнат од претходно, кога беше владата на Дуи и СДС измеќарите, дека ќе постигне политичко решение. Ќе издействува политичко решение. Но си замина со правно решение. И со признавање дека грешката е кај Вљоса. На тоа Вљоса реагираше самата и кажа дека е понижена од Курти, дека Курти ги предал косоварските идеали. Замислете. Ако Вљоса сака да шверца нешто на аеродроми, тоаш некој ги предал косовските идеали. Значи, незиното поведение не го кажавме. Значи, самите изјави на Курти и тоа што на крајот се констатираше дека нема веќе да биде како до сега, туку ќе започнеме да чекаме правни решенија на сите прашања, зборува дека Македонија се менува и полека се ослободува од косовското робство. Како гледате на изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека Дуи оваа есен подготвува сценарио за дестабилизација на Македонија, притоа порачувајќи дека безбедноста и македонскиот интегритет ќе мора да бидат заштитени? Дали са ваквото предвремено обелоденување и известување на јавноста од страна на премиерот Мицкоски всушност им се растори лудничавиот план на Дуи? Дали може претходно да му одговорам на господинов Ване Јанев, што пишува коментари кај вас? Ако ми дозволите? Да, повелете. Так, да го најдам Ване Јанев, да го оставам.
Па трет коментар од крај само да надолу. го ставиме на екран да може другите да го гледат. Значи, видете, ние од ова си Јас страдаме. мислам вакви работи не би требало да одиме, Не, веќе само кој да јас го не го кажам. видов, Ние- ми поминам и да Ние македонците од ова си страдаме. ова е Од што емисија се- за сплатување, не е за добро, ми Јас- говорите. Јас на телевизија покажувам документи, договори помеѓу директорите на Левица и фирмите на Али Ахмети, а за овај Јанев немало докази, тоа била најчиста партија. Се додека македонците се правиме слепи при очи и глуви при уши, ке не јаваат туѓите интереси. Второ, за која позиција Богојски се бори во власта? Јас имам позиција, јас сум професор на меѓународен универзитет United Nation University for Peace, најголемиот светски универзитет кој постои од Америка до Јапонија, ама не преку Тихи океан, него вака преку другата страна од земјината топка, на сите можни континенти. За мене се отворени вратите низ целиот свет, да живеам и предавам како професор низ целиот свет, така да вакви фаци како Јанев, жал ми е што постојат во македонскиот род. За нив пишуваат македонските поети дека сме смачкано племе. За жал. Околу обидите за дестабилизација на земјава. Видете да ви Господин кажам. Богојовски, вакви коментари кои што напаѓаат, треба на луѓето кои што зборувале против некого, а потоа кога направиле чекор напред и ја ставиле Македонија на прво место партиските интереси, на таквите луѓе треба да им се честита. Видете, они имаат во предвид моментите кога Говорете. се случуваа во опозицијата други процеси на прочистување од минатото. Во тие процеси на прочистување во минатото, ние бевме доволно големи да ги затвориме сите отворени прашања од минатото и во интерес на македонската национална кауза да ги надминеме личните суети, партиските интереси и било какви други интереси, а на пиедесталот да устакнеме македонскиот интерес. И во име на каузата да ја обединиме опозицијата и да постигнеме победа. Тоа што на Ване Левица, измеќаните на Дуи, одбија да се вклучат во таа победа, одбија да учествуваат во македонското обединување, тоа е проблем на Ване и на неговите идоли од Енвер Роџа. Инако го прашува за мене, на мене не ми е идол Енвер Роџа. На мене ми беше од дете до ден денеска идол големиот Дамјан Груев. И јас се клањам само на неговиот гроб, а не на гробот на Енвер Роџа. Така. Сега за прашањето за дестабилизација на Македонија. Во овој момент многу тешко одат процесите на зацврстување на или стабилизирање на македонските институции, бидејќи институциите се тотално девастирани. Генерално банкротирани, ограбени, без основни финансии или во огромни долгови се е јавниот сектор и се преполнети со кадри од Дуи. Дури на многу места кај што требало се вработат македонци, албанци се пишувале како етнички македонци и се вработувале на место македонци. Така да имаме ситуација во едно министерство каде што работат 99-98% од вработените се етнички албанци во едно министерство. Имаме ситуација каде што во јавното здравство
преку 53% од вработените се етнички албанци. Имаме ситуација во јавни предпријатија, каде што илјадници вработени не живеат ниту во Македонија. Албанци, косовари, живеат или во Косово, или во Швајцарија, или во Германија, работат таму, а земаат плата од македонскиот сектор, од македонските граѓани, од македонскиот буџет. Во обид да ги стабилизираме овие институции, ние имаме апсолутен отпор од ДУИ, од косовските служби и пред се од нивните измеќари, како СДС и Левица. И не е лесно за 30 дена да се потрнат работите во некаков правец. Ке станува уште потешко и бидејќи они знаат дека ние нема да отстапиме од тоа. И дека ќе одиме до крај со намерата да го рестартираме системот. Ние бевме со таа парола на изборите македонски концепт рестарт за системот. Они се подготвуваат да го спречат тоа со масовни протести, со интеринституционални кризи, со уништување на ресурси во здравството, уништување на здравствена апаратура, уништување на клиники, ставање вон функција на системи, уништување на системи електронски во институциите, масовни вон институционални протести, се со цел дестабилизација на Република Македонија и спречување на нашата намера да го рестартираме системот и системот да започне да мели, системот да започне да действува и да функционира. На тој начин, ние барем за година дена ќе успееме 50% од душманите на Македонија да ги средиме. И тоа е тоа за кое се бориме ние, а тоа е воспоставување на функционален систем државен, и тоа што се борат бандите, а тоа е да остане системот како до сега. Да повторам, ДУИ и нивните најверни измеќарки, СДС и Левица, се обидуваат да остане системот како до сега. Како ќе го прокоментирате повикот на СДСМ и нивниот лидер Венко Филипче, информациите за дестабилизација кои ги поседувал премиерот Христијан Мицковски да ги сподели со институциите, а председателката Гордана Силјановска-Давкова да го свика Советот за безбедност? И дали имате информации дека премиерот Христијан Мицковски веќе ги известил надлежните органи и институциите? Не сум разговарал со Христијан за тоа, да бидам искрен, меѓутоа не гледам причина да се свикува Совет за безбедност во стар состав. Се додека не се сменат врвните службеници кои раководат со безбедностните структури на земјата, не гледам причина зашто би разговарал со измеќарите од СДС на било каков самит, совет или било што, бидејќи они видовме што направија до сега. Второ, многу побитно е министрите во владата да преземат мерки за обезбедување на критичните инсталации, ресурси и персонал во институциите, отколку да се свикува некој нефункционален совет за некаква безбедност во кој до сега, замислете, член беше Талја Џафери, главен начело. И такви како него. Еден куп во институциите ставени раководители од ДУИ на безбедностните институции. Така да, верувајте дека нема да отстапиме, нема да се повлечиме, нема да не поколебаат, ќе се избориме и ќе успееме. И системот ќе го рестартираме. Има едно прашање од еден господин... Так. Како гледате на тоа што... Или господја ми... После прашањата ќе одиме од гостите, покасно малку. А после ќе одиме? Добро, важи, во ред.
Како гледате на тоа што обвинителството започна да постапува по сите пријави за случаите од епскиот криминал, за кои алармираше премиерот Христијан Мицковски, се однесува за коридорите 8 и 10, за железничката пруга кон Бугарија и за милионските тендери во рек Битола, како и за финансиската дупка од 8 милиони евра во национални шуми, но исто толку важно, ако не и поважно, каква разврска очекувате, особено ако се земе во предвид дека судството и обвинителството се уште го раководат кадри од претходната власт? Ние во македонски концепт сме исклучително загрижени во врска со прашањето за судската власт. Прво искажавме нашето загрижување поради реакцијата на европскиот амбасадор господинот Гир, кој ничему изазван, викаат Србиве, или од никој не прашан, викаат нашите, под плаштот дека се плашел од политичко, замислете, влијание, а таму вработени во судство и обвинителство сите фамилии на ДУИ функционерите, а Гир се плашел од политичко влијание од новата влада, замислете, па даде отпор на распуштање на судскиот совет и судски и обвинителски совети. Двата. Ние даваме апсолутна поддршка на решението кое го договоривме во рамки на коалицијата Твоја Македонија, беше промовирано од носителскиот лидер Нели Мицковски, за итно распуштање на Републичкиот судски совет и Републичкиот обвинителски совет. Како почетна мерка, почетен чекор за рестарт на судството во Македонија. Јас сум песимистичен дека вакво обвинителство како што имаме во моментов има волја да спроведи било каква истрага за криминалот на ДУИ и нивните СДС и левица измеќари. Зошто? Бидејќи верувајте, они имаат капацитети, имаат над 20-30% исклучително квалитетни луѓе, сериозно образовани луѓе и имаат и капацитети технолошки, технички, да спроведат истраги. Меѓутоа, тоа нема да им го дозволат луѓето од ДУИ, кои управуваат со тие институции. И сега тука не ми е јасен мене малку Гир, европскиот амбасадор, како тоа ќе се политизира судството, кога судството е приватна прчија на ДУИ. Кога обвинителот за организиран криминал и корупција е другар на Али Ахмети од мало, од Зајас, од село Зајас, Кическо. Како тоа некој дополнително ќе нешто политизира, кога тој обвинител е директен представник на ДУИ и то начело на обвинителството за организиран криминал и корупција. Што сакате повеќе? Како тој да постапи против Али Ахмети и неговата фамилија и неговите пајташи, кога тој е негов пајташ, кога тој дел од тоа пајташко здружение. И затоа барам поддршка од сите граѓани да ни дадат поддршка да успееме да го департизираме судството и да направиме професионално обвинителство. Затоа што ние не можеме, немаме овластување, еве се Богоевски денеска сака да го уапси Али Ахмети. Уште денеска. Но ја не сум Африм Чегаши, да испратам пајташи мои да се тепаат по улици. Треба да функционира системот. За да функционира системот, треба да му дадете на Богоевски и таквите како Богоевски да предизвикаат промени во тие институции, за да дојдеме до институционален прогон на таквите како Али Ахмети и да ги завршиме процесите. Инаку не можеме, освен да направиме граѓански судири. А тоа најмалце и треба на Македонија во овие моменти.
Господине Богоевски, како ќе го прокоментирате барањето на ДУИ СДСМ за меѓународен ветинг, повикувајќи ја владата да ангажира меѓународен експерт за да испита евентуална корупција на високо ниво, а молчеа кога беа на власт и си правеа корупцијски сделки без око да им трепне, како државата да им е оставена од нивните татковци и дедовци. Која им е вистинската цел со барањето за меѓународен ветинг? Ќе се видат ли на обвинителна клупа за се она што го правеа во изминативе години? Не ве разбрав добро околу прашањето. Мислите на поведението на политичарите или генерално или само на ДУИ? На ДУИ и на СДСМ за меѓународен ветинг. Значи, ние имаме еден генерален проблем во земјава. Еве да не ме сватат пристрасно вашите слушатели или гледачи тука што сме заедно денес. Ќе зборувам за сите политичари генерално. Еве, вклучувајќи ми мене. Ние политичарите никако да разбереме дека нас улогата ни е да служиме на народот. Да понудиме решенија кои ќе донесат подобар квалитет на животот на граѓаните. А не да се однесуваме како да е државата и државните институции и ресурси наша приватна собственост од татко ми и од мајка ми. Тоа е до степенот на образование и до степенот на квалитет, персонален интегритет на нас политичарите. Тука има мал кабает и народот. Да ќе ме сватите вие кабает, старски збор е, или вина. Еве, литературен македонски збор има мала вина и народот. Да, вина. Каде е вината? Одговор. Да. Народот ги бира политичарите. Да. И ако народот бира бандити како Заев, јас пример сум се чудел, како 2016 година победи Заев на избори, а имаше снимка каде што бара €1 за него, 1 за црквата, нели? Директен скандал кај што бара провизија. Сум се чудел како народ упорно гласа за политичари кои се докажани арамии во докажани судски предмети. Докажани арамии во јавноста. Се знае кои се арамии. И како упорно народот не почне да се однесува со построга критика кон нас политичарите. Политичар кој се огрешил со јавните средства и ресурси во државата, особено оние политичари кои биле на функции и на позиции и во можност тоа да го сторат, осем што народот треба да бара за нив апсолутна одговорност, прогон и затвор и казна и да го вратат украденото. Како може народот да ги гласа истите тие политичари? И тука затоа вината не е само кај политичарите, него и кај тие што ги гласаат. Бидејќи ако вие имате граѓани кои гласаат такви бандити, докажани бандити, еве овие сега што гласаат Димче Оџа, се глумат патриоти, а беа дево шарена револуција и се клањаат на Енвер Оџа. Нели гледа народот што гласа? Што сака повеќе народот од тоа што го гледа? Треба да му го нацртам јас на табла како Бујар Османи, што ни црташе на табла во Министерство за надворешни работи. За тој бугарскиот, францускиот превлог. Нели гледа луѓето со своји очи што се случува? Значи, мораме да ги отвориме очите и мораме да граѓаните мора да станат построги. Така ќе останат на политичка сцена само избран дел политичари. Нема да може да имаме плејада политичари кои, замислете се, 30 години на власт, 30 години се на позиции. И упорно истите луѓе се на позиции на власт. Министерски позиции, директорски позиции, обвинителски позиции, судски позиции, било какви дали е судска извршна власт, законодавна власт, пратенички позиции и така натаму. Значи, граѓаните, според нас, според македонски концепт, мора да станат построги кон нас, политичарите, вклучувајќи ме и мене.
Така. Во средата, Централното председателство на ДУИ ги разгледуваше пораките од драфт верзијата, наречена Нацрт платформата за легитимитет, изработена од Пол Вилијам, наводниот автор на рамковниот договор, кој го има ангажирано за да им подготви законски документ за автентично толкување на мајскиот договор, но и за духот на Охридскиот рамковен договор. Каков е вашиот став за ангажирањето на Пол Вилијам да ми изработи таков документ, преку кој документ ДУИ се обидува насила да биде дел од оваа власт и зошто ДУИ бара меѓународни експерти, а ги прескокнува македонските експерти од правните факултети кои се креатори на уставот и законите во Македонија и професорите по уставно право кои што се експерти во нивните области и се платени од државната каса. Станува збор за еден голем проблем, а тоа е такви ојлевци и дојлевци од Америка и од Европска Унија нонстоп доаѓаат во Македонија и го рушат имиџот на САД и на ЕУ кај македонците во земјава. На тој начин станува пеколно тешко за нас кои навиваме за македонско-американско пријателство и работиме на полна интеграција на Македонија во Европската Унија, станува исклучително тешко да го браниме тоа македонско-американско пријателство и таа европска интеграција, бидејќи такви ојлевци и дојлевци кои тој Пол Вилијам и слични на него прават пеколно негативна атмосфера во Македонија кон САД и кон ЕУ. Тој такви платеници кои користат од нас украдени пари, пазете, ДУИ ги кради парите наши, македонски, и плаќа амерички ојлевци и дојлевци да ни ја федерализираат и уништуваат Македонија. Испаѓа дека ние, македонците, трансферираме пари преку сметката од ДУИ на бандити од Америка да уништуваат Македонија. Тоа е фактичка состојба. Тој Пол, или како и да се вика, Така испаѓа. Гради Така. нови позиции за нови барања за федерализација на Македонија, кој е руски проект, а не амерички. Сите намери за дестабилизација на Балканот во овој момент и за дестабилизација на јужното криво на НАТО минуваат низ Босна, Црна Гора и Македонија. Целта е да се предизвика процес на промена на границите и на светско ниво и на Балканот, која апсолутно го задира македонскиот суверенитет и територијален интегритет. Подготовката за внатрешни институционални процеси со цел предизвикување на федерализација и поделба или промена на границите на Балканот оди во насока на московските соништа за Балканот, а не она што го работиме заедно со НАТО, САД и ЕУ. ДУИ, како докажани ленинисти, марксисти, јас години зборувам дека се московски измеќари. Години кажувам дека работат не ако се сликаа со Зеленски. Замислете, Албанија и Косово не испратија ниту еден куршум за Украина, поддршка. Ама затоа па го дадоа со нашиви измеќари целото македонско оружје. И при тоа се сликаа и херои се представија муџахедини, поддржувачи на Хамас, како Бујар Османи, како Талат Џафери, како оне Џабир Серала. Тие се изнасликаа со македонско оружје, платено патување со македонски пари, го исполажаа Зеленски и компанија таму, а спроведуваат руско сценарио за дестабилизација на Балканот. И ние не сме вчерашни, и не сме наивни. И сериозно Се оддалечуваме од темата, господине Богоевски, да се вратиме на... И ние таа агенда ќе ја разоткриеме. И ќе побараме извинување од Зеленски за тие чекори во Македонија
И ќе ги спречиме ојлевци и дојлевци, платеници на ДУИ, Хамас и компанија од Америка да ни продаваат наводна демократија, која во суштина е демонкратија и кои се обидуваат да предизвикаат нови процеси на дестабилизација на земјата и процеси на федерализација на Македонија. Имаме ние понудено вистинско решение за таа насока, македонски концепт, а тоа е граѓански устав и градење на граѓанско општество и граѓанска држава, нешто како слично како вашата во Австралија, нешто слично како САД, како Грција и така натака, каде што сите ние сме македонски граѓани, припадници на македонската нација, а нашата етничка припадност е наша приватност. И тука ќе се изгуби правото на бугарите да бараат било какви промени на тој устав, бидејќи нема да има простор за никој во уставот, вклучително и бугарите. Ќе се изгуби правото да ни мешетарат такви ојлевци и дојлевци како тој Пол Волер, како сега ќе го заборавам името. Се оддалечуваме од темата, господине И Богоевски, ние зборувавме ќе со вас спречиме- на порано. Да. Таа е темата, не ме слушате. И ние ќе спречиме такви како тој од Америка, преку донесување на граѓански устав, ќе ги спречиме и надворешните напади и внатрешните напади за нарушување на македонската државност. Затоа, донесување на граѓанскиот устав е лек за сите шовинизми на Балканот, а ќе биде столб на македонската државност. И мислам дека сите овие прашања кои сега ДУИ ги отвара, ќе ги затвориме. И за секој ќе станат минато, вклучително и негативните ефекти на Охридскиот договор, како балансери, бадентери и така натака, тоа сето треба да се тргне, тие проценти, 20% да се тргнат, и сите македонски граѓани треба да си имаме полни граѓански човекови, индивидуални човекови права и одговорности секако кон Македонската република, и ние да си зачекориме чекор напред кон полна демократизација, но и интеграција на Македонија во Европската унија. Господине Богоевски, како ќе ги прокоментирате изјавите на коалицијата Вреди, кои се упатени на адреса на ДУИ, а одат во насока дека партијата на Ахмети прави се само за да ги заштити своите криминални членови? Пред да го слушнеме вашиот став за ова, предлагам да ја слушнеме изјавата на Фари Хисени, портпаролот на коалицијата Вреди. ДУИ делува како криминална организација, која, за да ги заштити своите поранешни корумпирани функционери, размислува на деструктивен начин. Албанците нема да дозволат ова криминализирано раководство на ДУИ да ги подценува. Тие знаат дека Ахмети, Груби, Османи, Мерко, Бектеши и нивната компанија немат никаква грижа за Охридскиот рамковен договор. Туку се грижат само за нивниот нелегален стекнат капитал. Повелете, господине Богоевски. Јас целосно се согласувам со ова што го изјави портпаролот на Вреди, со една мала додавка. Охридскиот рамковен договор е историски акт со кој се констатираше капитулација на УЧК и молба нивна да ги амнестираме од одговорност за извршените терористички напади во Македонија. А со тој договор триумфираше битката на македонските бранители за унитарна и европска Македонија. А пропаднаа желбите за освојување на македонски територии од страна на УЧК и косовските банди. Така да Охридскиот рамковен договор треба да го прославуваме во таа насока низ македонската историја и во македонскиот историски наратив. И кога е 10-ти, не знам кој ден ни доаѓа, денеска кој ден сме? 10-ти, значи денеска ли е годишнината од рамковниот Денес договор? 10-ти. 10.
денеска треба да прославуваме и одбележуваме како република триумф или победа врз УЧК и косовските банди во Република Македонија, а доколку албанците сакаат да одбележуваат документ или момент каде што УЧК и косовските банди, терористички банди капитулирале и молеле за милост и за амнестија, нека одбележуваат, на мене не ми смета. Вреди побара од основното јавно обвинителство да истражи подоплен глас за основано сомнение за сторено политичка корупција во режија на кадрите на ДУИ и да истражи дали ДУИ правел државен криминал во државна лотарија кој барање го помина првиот собраниски филтер. Како ќе го прокоментирате ваквото барање на коалицијата Вреди и каква разрешница очекувате, ќе ја проработи ли судството и обвинителството? Па не би сакал сега да се претворам во коментатор на Вреди. Нека се борат они со средства со кои сметаат дека се потребни против ДУИ. Ја да не се претворам сега во политички аналитичар. Сепак сум јас политичар, лидер на политичка партија и можам да ги коментирам ставовите на македонски концепт. И сте во коалиција со Твоја Македонија и ставовите на владата? Ние сме во дел од коалицијата Твоја Македонија, која предводена доминантно од ВМРО ДПМН, 20 и колку сме и 4 или сме, колку сме коалициони партнери. Коалицијата сега има неколку уникатни решенија на клучни проблеми во земјата, кои секако дека дел решенија се прифатени во владината програма, дел решенија се модифицирани под влијание на новите коалициони партнери, партијата Знам на Максим Димитриевски и коалицијата Вреди, која се прикучи во владината коалиција. Макс. Така да, кога зборуваме за можноста владата да действуваат, треба да знаат граѓаните дека тоа значи менаџирање на синергиите и односите на коалиционите партнери во нашата коалиција Твоја Македонија, дополнително владината коалиција со уште два коалициони партнери, од кои едната е партија, другото е коалиција на други 4 партии. Така да, политичките односи во земјата се исклучително комплицирани. Греф е да кажеме дека граѓаните не ни дадоа доволна подкрепа на последните избори, но можеше да биде подобро. Можеше да добиеме 61-2 пратеника во собранието од коалицијата Твоја Македонија, за да бидеме покомотни во дел од разговорите со другите коалициони партнери, но треба да знаат граѓаните дека, читам неколку коментари, и да имаме и 80 пратеници од нашата коалиција. Ние повторно ќе коалицираме со албански коалиционен партнер, доколку во меѓувреме не ни се вклучат доволно албанци во партиите кои што се македонски концепт. Ние сме граѓанска партија и кај нас имаме членови и албанци, и турци, и од сите етнички заедници. А меѓутоа недоволно сме репрезентативно представници на сите етнички заедници, но имаме коалициони партнери од бошњаците, од турците, од србите, од ромите, од власите во нашата коалиција. Од сите етнички заедници, осем албанската, и тоа е благодарение на албанскиот етнички шовинизам, кој етничките албанци кои доаѓаат во коалиција со нас ги прогласуваат за предавници. Тоа се надевам ќе биде минато. Ете, на тоа треба да поработи Вреди, а не да се борат кој е поголем учка од тие или Ахмети. И значи да имаме, да се повторам, уште и 80 пратеници, не 61. Ние секогаш ќе избираме партнер албански, бидејќи во интерес на демократијата и во интерес на државноста на Македонија е етничките албанци, македонски граѓани,
да бидат соодветно представени во македонските институции. Цела недела грчките медиуми се занимаваат со одбележувањето на Илинден од страна на премиерот Христијан Мицковски во Струшкото село Ташмаруништа. Социјалните мрежи беа преплавени со коментари дека властите во Македонија го прекрашуваат Преспанскиот договор, обвинувајќи го премиерот Мицковски дека го користел историското име Македонија и дека се сликал со знамето на поранешна Македонија со сонцето од Вергина, кое е забрането со договорот од Преспа. Како гледате на ваквите напади, особено со прогласување на ВМРО ДПМН за ширење на иредентизам? Мицковски бевме заедно со мене во моето Крушево на Мечкин камен. И одбележавме Илинден на Мечкин камен. Не знам дали оваа година беше Мицковски во Ташмануриште. Навистина не сум во тек. Меѓутоа и како го следам грчкиот шовинизам, во Грција за жал се враќаат некои стари ветришта на користење на македонското прашање за потребите на внатрешната политичка сцена во Грција. И за жал Грција си пукаше во нога со договорот или 100-тиот анекс договор со Бугарија на темата Македонија, сега пред неколку месеци, каде што се обиде Грција да промовира грчко-бугарско сојужништво против Македонија. Тоа е спротивно на грчките национални интереси. И за тоа можам да одржам предавање во Атина и да им кажам зошто. Во исто време, јас мислам дека патот на Македонија поминува преку Солун до Брисел, до ЕУ, а не преку Софија. И мислам дека Грција е редно време да, како викате вие, out of box, да излези надвор од кошот, ние би рекле тука балканците, да излези од старата политика, нарив, порив, поведение, доктрина и да разбере дека во интерес на Грција е добрососедство со Македонија и со македонскиот народ партнерство. И тука јас не гледам никаков шовинизам во користење. Јас на една емисија исто за Австралија сум го објаснувал сонцето на Ацо, кое ние македонците кои имаме еден идентитет македонски, го користиме со црвена основа, а другите македонци кои имаат друг идентитет македонски, го користат на плава основа, а во суштина сме исти македонци и сме припадници на македонството. А оригиналната боја на Ацо била виолетова, така да кога ќе смешаш плаво и црвено станува виолетова, па се надеваме еден ден кој ќе го обединиме македонството, тоа сонце ќе се користи со виолетова основа и ќе водиме кон таа насока на политиките, на обединување на беломорските и вардарските македонци и двата идентитети, создадени низ историјата поради тешката македонска судбина и влијанија на големите сили и балканските монархии. И ние, нашата крајна кауза, нашата крајна цел на македонски концепт е да навлезиме во најтешкото, а тоа е обединување на македонството, кој ќе биде тежок процес, ќе трае децении, но вистината е на наша страна, Господ е со нас и мислам дека ќе успееме да дојде ден кога првиот чекор ќе биде направен, а тоа е помирување и обединување на двата типа македонство од северна, што нарекуваат сега грците, и јужна Македонија, или вардарска и егејска или беломорска,
или Горна и Долна Македонија, бидејќи нашинците на Егејот започнаа да пеат и да играат на македонски, започнаа да зборуваат на македонски, и мислам дека тоа е процес природен, процес кој си доаѓа природно. Верувам дека тој процес има влијание и кај вас во Австралија. Голем дел, најголеми хейтери против против Македонија во Австралија, а се родом македонци, они се македонци, но ете така е судбината исто како во Бугарија. Имаме 3 милиони македонци кои под руската пропаганда стана изградија некој друг тип на македонство, кој исто така е предмет на наша анализа и предмет на нашето обединување. Најголемите напаѓачи на Македонија од Грција и од Бугарија се за жал етнички македонци, пород македонци. Верувајте дека етничките Грци пород и етничките Бугари пород, ако постои нешто како ќе ја се помалку заинтересирани за македонското прашање околку нашинците кои се одродиле, и тој момент на одродување многу им тежи и најмногу пизмат, најмногу плукаат по македонската кауза. Како ќе ја прокоментирате линденската честитка од бугарскиот председател Румен Радев до македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, во која покрај другото напиша: само жртвата на хероите од Илинденско-Преображенското востание го носи сеќавањето низ времето, кое за секогаш ќе ги поврзе Бугарија и Република С, Македонија и нивните граѓани. Како наследници на нашите предци имаме одговорност и историска должност да ги следиме и достојно да ги чуваме заветите од нашето минато заради нашата заедничка европска иднина. Високите идеали на востанието денес се основата на вредностите на обединета Европа. Јас лично би го повикал Румен Радев, но би ја замолил и Силјановска-Давкова да го повика. Еве, ако Давкова не е подготвена, јас сум подготвен. Ако Румен Радев покажи еден документ, единствен доказ дека во историјата постоело така наречено Илинденско-Преображенско востание, јас сум подготвен да ги скинам сите мои дипломи и да се откажам од се во животот. Само со еден документ ќе успее Радев да ме пензионира. Таа безобразна честитка на Радев нека дојдеше со прилог, еден доказ за постоење на терминот или употреба на терминот Илинденско-Преображенско востание пред комунистичката СССР власт во Бугарија, пред Тодор Живков и тој македонскиот јаничар Божидар Димитров. Ако еден документ историски, еден доказ најдат за такво нешто, ние ќе признаеме се што сакаат бугарите. Еве, тие нека докажат, нека донесат Радев со писмото, нека испрати само еден доказ за тоа што го пишува во писмото. И тоа што може да разговараме. Еве, нека да почнеме да зборуваме врз база на историски документи и докази оригинални. Ние сме подготвени, македонците, секогаш да зборуваме отворено и искрено. Еве, нека кажа следно. Зошто македонците, бегалци од Егејска Македонија, кои живеат во Австралија денес, ниту еден не е бугарин, ту се сите македонци. Зошто само тие што избегаа во Бугарија ги натиснаа, ги измалтретираа, ги испотепаа и ги присилија да бидат бугари? А сите други егејци кои не го знаат Тито, не го виделе Тито, не знаат дека постоел Тито, не се ни сретнале со титовизмот во животот, а живеат од Америка до Австралија, се секаде македонци. Еве, нека одговори Радев на овие две прашања и ние ќе го прифатиме неговото писмо. Обидот на Бугарија да го бугаризира Илинденското востание. Господине Богоевски, недоличен, ќе го продолжиме недоличен за за европски, неколку кратки прашања. за европска држава. Да. Инаку јас на вас За кои денеска прашања, ми се ако е придруžува можно, емисијата, очекуваме и пократки одговори. Како денеска ќе ми го се прокоментирате Само она што секунда. коалицијата вреди, го
предскажа, а тоа е уставен амандман за борба против корупцијата, кој треба да ги адресира сите именувани и избрани функционери, како во извршната власт, така и во законодавната, но и во локалната власт, кои незаконски се стекнале со противправна имотна корист. Ве замолив за вреди веќе да не ги коментирам. Не сум политички аналитичар, ви кажав. Инаку да се надополнам на претходното прашање, јас денес во вашата емисија учувам од Крушево, од Елинденското востание, тука сум на одредена на колку метра подалеку од куќата каде што Никола Карев ја објавил Републиката. Тука сум, од таму ви зборувам, така да Румен Радев може и на мене да ми се обрати да му одржам часови по македонска историја. Инаку јас сум пораснат и Еден ден по одбележувањето на годишнината од загинувањето на македонските бранители на Карпалак се случи провокација. Засега непознат сторител или сторители ја искршија спомен плочата со имињата на убиените бранители. На кого му пречи малата символична спомен плоча за македонските бранители, а не им пречи 20 метарските споменици и музејските комплекси за Учака и за она? Има прекрасен одговор на ова во Заветна песната. Гроб со гроба ќе покријат, ама џабе не може да се сокрие македонството. Тоа исто како христијаните на времето. Христијанството е единствената религија која не се наметна со сила, туку со Божја волја. Беа убивани и малтретирани христијаните, а тие победија империјата што ги малтретираше и убиваше. И самата таа стана христијанска. Зборувам за Римската империја. Исто и македонството. Со кршење на плочи не може албанците да го сокријат срамот. А тоа е дека беа кукавици, плашливци. И како некој, не сакам да ги навредам госпожите, но како некој женчиња со неморално поведение, скриени по грмушки и по ридови, пукаа возбранители кои се возеа во автобуси и во камиони за транзит. Немаа ниту храброст да ги нападнат нашите борбени единици и нашите борбени позиции. Него како некои кукавици напаѓа само во движење единици, транспортни единици, или убиваа цивили и малтретираа цивили. Затоа ние од македонски концепт ја поздравуваме иницијативата на Европскиот комерсаријат за човекови права при Советот на Европа, за поништување на незаконската, неуставна амнестија дадена од еден македонски предходен премиер, чио име не сакам да го спомнам, пошто ми нуди чувство на гадење, да се поништи таа амнестија и согласно барањето на Европската Унија, бидејќи тоа ни е услов за да влеземе во ЕУ, ние да ги отвориме тие предмети, да ги процесуираме, ако не можеме пред домашното судство, да ги вратиме пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг и да го испорачаме Али Ахмети и останатите лидери на тогашната УЧК во Македонија и на терористички банди да одговараат за овие злосторства. А кршењето на плочата на Карпалак нема да ги спаси од таа одговорност. Одговорноста доаѓа и со нашите американски пријатели, и со нашите европски пријатели, таа ќе испорачаме. А ние на местото на Карпалак ќе изградиме велелепен споменик. Пред да се навратиме на некои од прашањата од нашите гледачи и слушатели. И на секаде каде што имаше масакри врз македонските бранители, вклучително и Вејце, кој со чест и достоинство секоја година го посетувам. Так.
Неодамна македонски концепт прослави 2 години од постоењето на партијата. Колку сте задоволни од тоа што до сега го имате направено и дали коалицирањето со коалицијата Твоја Македонија го сметате за еден од врвните чекори во 2-годишното постоење на вашата партија? Ние сме партија врзана за илинденскиот идеал. Самото лого на партијата е споменикот на незнајниот јунак на Мечкин камен. Зошто незнајниот јунак? Бидејќи ние мораме да оддадеме почит на знајните и незнајни борци за Македонија и македонството. Ние, роден ден на партијата ни е 1 август, Илинден, бидејќи целосно сме идеолошки поврзани со илинденскиот идеал и со статутот сме прогласени за наследници на илинденската организација. Се регистриравме како партија пред 2 години. Официјалниот датум запишан за роден ден на партијата е 1.8.2022 година. Оваа година прославивме 2 години. Гости имавме од целата коалиција Твоја Македонија, предводени од премиерот Мицковски, министри во владата, но најважно имавме и представници на македонски концепт од цела Македонија и од сите етнички заедници. Ја имав таа прилика лично да ги поздравам сите нив од говорницата и имавме еден прекрасен настан кој станува традиционален за нашата партија со Господ напред понатаму, ако успееме, покрај свечена академија во Приквишерието пред Илинден, 31 традиционално ќе се одржува секоја година, значи пред 1. На 1 или на 2 ќе правиме илинденски пикник, каде што со семејствата, со помладата генерација ќе го одбележуваме и Илинден и годишнината од партијата. Господине Богоевски, тука со Бети ќе се земе за право да ви честитаме што се надминавте себе си и ги оставивте партиските работи на втор план, а државните на прв. Ќе ве навратам на интервјуто кое што го имавме пред 2 години или пред година и пол, кога нашата заложба и тогаш беше дека единствен лек за да се симнат тие од ненародната власт е обединување. Тогаш малку полемика направивме, не убедувавте дека нема да бидете никогаш дел, меѓутоа сега, ево, ние велиме, ви честитаме за чекорот кој што го направивте и се приклучивте кон Твоја Македонија и како што самите ви рековте да имаше уште некој како вас, кој што ќе ги надмиеше суетите и ќе влезеше во коалицијата, можеби денес Твоја Македонија ќе имаше 78 пратеници. Ви благодарам за сугестиите. Само една забелешка, ние не се приклучивме кон Твоја Македонија, него сме креатори на Твоја Македонија. Ние сме една од партиите основачи на таа коалиција и само би, без да навлегувам во внатрепартиски работи на други партии, само би ви... сега тука повторно идеме на одено разбирање. Јас морам да ве прекинам тука, бидејќи Христијан Мицковски ги повика сите оние кои што сакаат обединување. Сега вие сте креатори. Вакви работи не треба да према нас не треба да ги увеличувате дека тоа е ваша заложба. Грешка сте тука. Повикот за обединување, првиот повик за обединување на опозицијата. Ето слушајте го видеото од минатиот пат, ќе видите кој е грешка. Уште пред година и нешто. Сега бидејќи инсистирате на видеото од пред 2 години, ќе морам да ви посочам дека од пред 2 години до денес во ВМРО ДПМН се случија сериозни промени. И лицето кое беше пречка за обединување на македонската опозиција и лицето кое се обиде
да го спречи и сега и оваа година обединувањето на македонската опозиција. И лицето кое направи се што можеше да ја распарчи македонското единство, да го распарчи во ВМРО ДПМН, не е веќе таму, и тоа беше главната причина, тоа лице, за или пречка и причина за постоењето на или неможноста за обединување во 2020 година, пред 4 години, кога ние имавме граѓански листи. Тоа лице, бидејќи веќе го нема, таму каде што беше, се отвори патот за обединување на македонската опозиција. Инаку повикот за обединување, македонски концепт и идејата за широка опозициона платформа ние ја промовираме уште од средината на 2022 година. Веднаш после нашето регистрирање, есента се извинувам, ние промовиравме доктрина на партијата во декември, значи пред декември и пред промоција на нашата доктрина, ние повикавме на обединување на опозицијата со цел детронизирање на заевизмот од власт. Бидејќи тоа беше невозможно во тие моменти, и промените кои се случија токму во ВМРО ДПМН, Да, повикувавте на обединување без опозицијата, без ВМРО. Вие баравте обединување со другите политички партии, за којаш ние ви рековме дека тоа е невозможна мисија. Оти ги знаевме луѓето, ние со сите тогаш разговаравме. Се согласувам дека е невозможна Добро, мисија. било како да е, честитки за обединување на македонците без сите македонски политички партии, се согласувам со вас. Меѓутоа, имајте во предвид дека во ВМРО ДПМН од тоа кога вие говоревте до денес се случија сериозни промени, а вие тоаш ги браневте тие лица кои денеска ги нема во ВМРО. Така не го заборавете тој момент. Тој е клучен момент кој овозможи обединување и победа на што на работат овие за Македонија. Ние личности не браниме, браниме идеологија. И фала му на Бога што тие лица ги нема на политичката сцена во земјава. Токму така. Ајде да одиме со прашања од некои од нашите гледачи. Некои од прашањата. Бранко прво да го видиме. Бранко Николовски, прашање до Богоевски. Колку треба да им веруваме на европејците и американците за наводната поддршка на Македонија и македонската влада? Па видете, сите си водат своји интереси. И Австралија си води своји австралиски интереси. Британија си води своји британски интереси. Русија си води своји руски интереси. Кина си води своји кинески интереси. Така и Европа си води своји европски интереси, а Америка своји американски интереси. Нема што ние да им веруваме или да не веруваме. Ние на никого наивно ништо не веруваме. Ние само кажуваме дека во овој момент, во македонски интерес, во интерес на македонската кауза, е партнерството со Соединетите Американски држави и интеграција на земјава во ЕУ. Дали може да одговорам на ова за име во кој се менваше? Били Тајга? Така. Поставете му Били Тајга, последниот коментар. Вика, поставете му прашање кога се менваше, ова издел битова е, кога се менваше името на Македонија, каде беше тогаш? Кога се менваше името на Македонија, Петар Богоевски предводеше цела кампања, лично сам, со собствени пари, за да излезите да гласате масовно против Преспанскиот договор, како единствен начин тој да не биде прифатен во парламентот. И тогаш ви кажав, и сега ќе ви повторам, дека беше само сценарио да се направи таков референдум консултативен, а вистинската цел беше да се смени името во парламент, во содејство со лице од ВМРО ДПМН, кој веќе не е во таа партија, а го трампаше името Македонија за собствениот газ, за да избега од земјата. Бидејќи не го послушавте Петар Богоевски, овој кој ви говори, и бойкотиравте, името се менва во собрание, како што ви кажав, на самиот референдум. И затоа е срамота да ме прашувате вакво прашање. Се надевам во иднина ќе ме слушате повеќе. Ви благодариме, господине Богоевски.
Имајте си убав остаток од викендов. Посакуваме успех на коалицијата Твоја Македонија за подобри времиња за Македонија. Само добро да ве следи и вас и вашата партија. За крај, Пријатно до слушање и довидување овде на Македонски корени. ако ми дозволите, за крај сакам да ги поздравам сите македонци и сакам да ви кажам дека многу сериозно работиме на неколку проекти кои треба да направат македонската диаспора, македонските селеници многу поблиску конектирани со Македонија како матична држава. Во тие проекти, во фокус, треба да ни се пред се младите македонци од веќе третата генерација, кои по сите светски правила ќе ги изгубиме од македонскиот род, доколку не преземиме нешто итно, да ги доближиме до татковината или дедовината. Затоа очекувам и од вас и од сите таму во Австралија да дадете поддршка на нашите проекти, како би успеале по младите генерации на македонци и селеници ги зачуваме блиску до Македонија. Ви благодарам за можност и за поканата, ве поздравувам и ви посакувам да станете пообединети, посилни, повлијателни во австралиското општество, зашто на таков начин најмногу ги помагате на македонската кауза. Се трудиме колку што можеме. Посекуваме. Поздрав и секој добро. Поздрав, се најубаво. Довидување. Довидување.